што се случува со жива во туна и колку се реални тврдењата дека оваа риба го содржи овој тежок метал. Димитар, искрено имав слушано гласини, знаев за ова, но не бев доволно информиран. На вистина е дека има жива во туната, затоа што тоа е пред се огромна риба. Се храни со помали риби и денеска знаеме дека со глобалното затоплување и големото присуство на јаглерод во атмосферата, дополнително индустриализацијата придонесува да се влеваат многу непотребни отпадни материи и тешки метали во водата, да се контаминираат жителите на океаните и на морињата и со тоа е едноставно еден врзан синџир и исхраната прави затоа што туната не може да го излачува со доволно брзо темпо, да излачува живата од своето тело, се случува да се задржува во ткивата. И има научни студии кои што говорат за ова и ја баш се фрапирав, но у секој случај тоа не значи дека сега треба да речеме окей, туната готово, не ја јадеме, не чини, не, има некои правила и избор. Прва работа е важно каква туна консумираме и денеска прв пат јас се запознав со тоа. Не на сите конзерви туна пишува каква е туната која што ви е конзервирана. Она што јас на среќа, јас купувам туна Рио Маре од Стокомак. Мислам, една е Рио Маре во Стокомак. Тој вид на туна има помали количини на жива, научните испитувања кажуваат, и за да јас внесам повеќе жива од она што моето тело може да го исфрли и до каде се лимитите, треба да изедам повеќе од 3 конзерви туна на неделно ниво. Така да, конкретно за оваа туна, тие се бројките и до 3 конзерви е во ред. Со други туни, кои што можеби се друга класа, други видови, не знам да ти одговорам, затоа што и мене ми е оваа тема новина, но затоа знаете дека на Инстаграм одговарам на ваши прашања за поврзани со продукти, со читање на етикети и така натаму, и слободно може да ги ставиме во игра и туна конзервите и да видиме што се случува и да се обидам да ви пресметам, затоа што има формули како може да видиме дали туната која што јадете, за вашата килажа која што имате, колку количина може да внесете на неделно ниво. Нема да ве бунам денеска со математики, но може да ми пишете. Ask Јосиф е моето корисничко име на Инстаграм.